Градоначалничката функција во општина Кавадарци од денеска и официјално е во рацете на Митко Јанчев, кандидатот на ВМРО ДПМН кој на гласањето во неделата освои мнозинство гласови. Предходниот градоначалник на Јанчев, Александар Панов, му посака успешна работа и соработка со Советот. Атмосферата е позитивна, поготово ако се зема во предвид дека Митко Јанчев е и наш кандидат на ВМРО ДПМН и кандидат со кој што заедно действувавме оваа изборна кампања и еве победивме и сега нели со мирно срце, со голем мерак ја предавам оваа моја функција на човекот во кој што верувам многу, човек кој што беше надворешен соработник мој и кој што на неколку пати се покажа како вистински мој избор кога беше нели изградбата на црквата, изградбата на плоштадот, со неговата општествена одговорност како компанија, така и како председател на регионалната стопанска комора, што остави еден посебен белег за Кавадарци за разлика од многу други градови. Општина Кавадарци е една од ретките кои што секојдневно има прилив од неколку милиона или од минимум 1 милион. Поготово овој период кога веќе решенијата се доставени за данок на имот и за други даноци како до фирмите, така и до физичките лица. И мислам дека една од ретките општини, или јас ја рангирам една меѓу првите 5 општини кој што е во завидна финансиска кондиција. И тоа не е само за локалната самоуправа, тоа се тука морам да ги набројам сите институции од културата, сите јавното предпријатие, јавни институции, установи кои што не должат ништо, а ги имат редовните приливи или дотации кои што ги очекуваат од министерствата. Идниот градоначалник че има обврска само да ги плаќа оние ситни доспеани побарувања кои што ќе доспеат доправа од компаниите кои што ја реализираат комуналната изградба во овој период, а тоа се многу ситни пари, така што ќе има една релаксирана финансиска состојба и едни добри услови за идната комунална изградба и идниот реализација на неговите сите проекти. Имаме една специфична состојба со новиот совет. Неофицијално Социјалдемократскиот сојуз има еден повеќе советник, меѓутоа тоа не значи радост, туку напротив значи една поголема одговорност на советот, бидејќи во иднина тој треба да биде дел од проектите на градоначалникот и ако се однесуваат одговорно спрема градот и спрема потребите на жителите од Кавадарци, можат да си ја дигнат цената која што сега ја имаат. И воспротивно, доколку го обструираат градоначалникот во реализација на неговите проекти, да бидат максимално избламирани пред граѓаните, така што моje лично видување кој што доаѓа од моето долгогодишно искуство тука, не само како градоначалник, туку и како совет, сум бил и јас опозиција во градскиот совет, меѓутоа 90% од проектите на некогашниот градоначалник Панчо Минов сум ги гласал затоа што тоа не биле проекти само за него, туку биле за граѓаните, за подобрување на условите за работа и живот на сите кои што живеат во општина Кавадарци. Митко Јанчев како иден градоначалник докажа дека императивот не му се финансиите, туку напротив новиот предизвик кој што ја носи оваа функција и се нафати да ја извршува оваа функција во интерес на граѓаните. Јанчев се заблагодари на сите граѓани кои му дадоа доверба на изборите и порача дека веќе од понеделник и официјално започнува неговото работење. Ова е стварно за мене убав ден, убав свечен чин, кај што презимам една одговорна функција која што не доделија граѓаните на град Кавадарци, односно општина Кавадарци. Јас од денеска треба да го преземам општинскиот кабинет, односно функцијата градоначалник, и од понеделник почнуваме со официјална работа, така да ќе работиме во интерес на граѓаните. Од моје име останува да се заблагодарам на 8-годишното работење на досегашниот градоначалник Панов и за неговите успеси и транспарентности кои што ги работел во општината. Исто така и за претходниот совет кој што се трудел да се носат одлуките во прав правец и да му помагаат на градоначалникот. Така да се заблагодараме на идните советници кои што пред малку се видовме и се надевам на транспарентна и на одговорна соработка, единствена сплотена со нив како град Кавадарци, како општина Кавадарци. Во она што значи општина Кавадарци, јас доволно ја познавам општина Кавадарци, имам учествувано во повеќе јавни
ситуација, односно општествено одговорни работи. Финансовата конструкција во општината точно не ја знам, меѓутоа со она што значи мое доаѓање и заедно со финансиски ревизиски извештаи ќе направиме, каде што точно ќе ја знаеме финансовата конструкција и можете на општината се она што значи кажување од Александар Панов и од структурите на финансите на општината, така дека е во една завидна добра состојба, меѓутоа во точна кондиција за да ги реализираме проекти, се она што значи иден градоначалник мора да знаеме подолната точка и она наша завршна точка. Мој општинар е проектот со кој ќе стартува мандатот на новиот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев. Наш прв проект ќе биде мој општинар, ќе работиме на тој проект да можеме луѓето да ги етаблираме во она што значи општина и надвор на реоните, да направиме реорганизација, да ги определиме тие луѓе, да направиме нова системација кај ќе ги пуштиме да работат. Меѓутоа, тоа е прв проект кој што ќе го отпочнеме, практично да се работи, инаку планот не е од понеделник натаки да отпочнеме на повеќе проекти да работиме, кај што негде ќе има припремена документација, негде ќе има делот на урбанизмот, негде ќе има студија да се работи, така да сите проекти кои што треба ќе ги отпочнеме што од прв ден, ќе ги поделиме по сектори и со нивното завршување на проектна документација ќе бидат и во спроведување. На примопредавањето на градоначалничката функција претходеше доделување на уверенијата на градоначалникот и новите советници од председателот на Општинската изборна комисија Зоран Костов. Денешниот чин на доделување на уверенија за советници и за градоначалник е финале и крај на локалните избори 2017 година. На 6-тите локални избори сметам дека најголем добитник треба да бидат и се граѓаните. Сакам да упатам благодарност до политичките субјекти за учеството во овие избори. Сакам да упатам благодарност до локална самоуправа Кавадарци за логистиката која што ја даде на Општинска изборна комисија за да може да ги спроведе овие избори. Благодарност до избирачките одбори кои што беа непосредни спроведувачи на овие избори. Благодарност до граѓаните кои што, како што реков, треба да се најголеми добитници од овие избори. Јас исто така за крај сакам да им заблагодарам на членовите и на замениците во Општинска изборна комисија за тоа што не може еден човек без соодветен тим да спроведе било каква обврска. Носителите на советничките листи на СДСМ и ВМРО ДПМН е доктор Виолета Димитрова и Горица Пеливанова Вилхелм во изјавите за медиумите нагласија дека ќе работат во интерес на сите граѓани. Најпрво да им се заблагодарам на сите кавадарчани за добриот глас што го дадоа за нас, за сигурниот глас, за верниот глас, за вербата во нас, да им посакам многу среќа, многу успех во животот. Јас им ветувам дека ние ќе продолжиме да ги браниме и нашите и нивните интереси, дека ќе имаме добра, успешна општина, отворена за сите и модерна општина, со модерни сваќања, многу нови идеи и многу убав живот. Да им го честитам мандатот на новиот совет на општина Кавадарци, вклучувајќи ги тука сите советници, и секако да му го честитам мандатот на новиот градоначалник во општина Кавадарци. Она што се ветуваше на изборите, секако дека треба да ни биде главна цел во реализацијата на сите на проектите кои што ги ветувавме, значи тоа сето треба да се реализира. Гледајќи го советот и составот, искрено се надевам, гледам позитивна енергија, верувам дека сите советници со една цел се тука, а тоа е за подобро Кавадарци, и мислам дека тоа треба да ни биде и мотото во целиот мандат.